Pozdrav i od mene, dragi prisutni, svi ti koji odlučite da večera ideme potrebno zajedno da продолжиме со тајните на пророштвата. Еве како што веќе беше спомнато на почетокот, по 9 пат ние се дружиме секој петок, почнах од минатата година и продолжуваме и ова нова година. Да се подсетиме што кажавме во минатиот петок, зборувавме за таинствениот човек од пророштвата. Верам дека се сеќавате, зборувавме за Даниел 8 глава и 9 глава, малце тоа може би е потврда храна, но сепак поминавме низ тие предавања, бидејќи беше важно да разбереме дека Исусовото раѓање, Исусовата смрт, Исусовото воскресение било проречено 600-700 години пред тој да се појави на оваа земја. И видовме дека Бог ја води историјата преку сите тие историски сегменти кои веќе се зад нас. И пророк Даниело, Бог му открил настаните што биле, што ќе биде во наше време и пред Христовото второ доаѓање. Рекоме дека ние се наоѓаме на самиот крај. И тој пророчки синџер од 2300 денови ноќи што го спомнавме овде допира значи до нашите денови. Во 1844 година тој пророчки синџер завршил и од таа година наваму тоа време се нарекува време на милоста. Време кога не знаеме кога Исус ќе дојде. Значи може утре, задутре, во смисол се ближиме кон завршницата и затоа тоа пророштво е многу важно што го проучувавме минатиот петок и рековме дека ние со надеж и со вера го очекуваме сега Исус да дојде по втор пат, не како бебе, како што учевме минатата недела, кога зборувавме за Христовото раѓање или пораката на Божи и зборувавме дека не е битно дали Исус се родил на 25 или на 7 јануари. И поделивме една брошурка, може да се ја земете на излезот, од каде потекнуваат божитните и великденските празници. За нас тоа сега не е важно. Ние минатата недела зборувавме дека важно е Христос да се роди во нашите срца. Важна е пораката зошто Христос се родил, зошто дошол на оваа земја и зошто треба ние да го обожаваме секој ден, а не само еднаш во година. Еве луѓето полека го заборават Бошич. Значи само ден-два се спомна Исусовото раѓање и го тргна некаде таму на страна. Исус треба постојано да биде во нашиот живот. Вечера пред нас е едно ново проучување, нов предизвик, обновување на храмот или на светилиштето. Исто така едно пророштво што ќе проучиме, односно настани кои се случиле во минатото, посебно во Стариот Завет. Значи во Библијата, во Стариот Завет е спомнато тоа светилиште и ние ќе видиме што се наоѓало во тоа светилиште, зошто тие елементи се важни за нас денеска. И затоа верувам со внимание ќе ја поминеме и вечерашната тема, а на крајот ќе добиете ова брошурка врз основа значи на темата што вечера ќе имаме обновување на храмот или на светилиштето број 9. Така да вие кои може минатиот петок не бевте, може да добиете примерот значи од минатите проучувања, зашто секој петок ќе добивате по една ваква брошура што ќе ви остане во ваша собственост и тука ќе се подсетите на сите настави, на сите предавања, на она што го имаме секој петок. Значи вечера почитувани одиме еден чекор понатаму и пред нас е нова тема обновување на светилиштето. Интересно, кога зборуваме за светилиштето, многу луѓе одмовнуваат со рака и вели тоа е минато. За нас тоа нема никаква полза или корист за наше време. Ние ќе видиме вечер дека преку оваа слика и преку овие слики, елементи кои биле дадени во храмот, сите укажуваат на Исуса Христа. И самото јагне кое го колеле секојдневно и самите церемонии кои ги имале во тоа светилиште укажуваат на Спасителот, на нашиот Спасител Исус Христос. Еве пред нас имаме една слика за Ерусалим. Зборот Ерусалим, знаете што значи? Град на мирот. Наистина, овој град има долга библиска историја. Многу војни се водели во тој град, многу војски влегувале и сите сакале да имаат своја рака во тој град. Во текот на овие илјадници години војските од целиот свет се бореле околу тој град. Па и денеска може да слушнеме на вестите, Ерусалим е едно од местата во кои има многу промени. Секојдневно новинските извештаи пишуваат, информации добиваме за Палестина, односно за тој свет град. Интересно, најсвето место во градот на Ерусалим е така нареченото место рит на храмовите.
To je malo podrače na planetata Zemlja, na ovaj svet, međutim, site saka tamo gdje ima rak i da stava. Naprimjer, v okolinata Jerusalim, kaj što je maslinovata gori, planine, kako je narekovat, od kada što Isus se voznel, dneska je najskapo mesto da go kupi. Tamo ljudi kupuva po stotici, po hiljadnici dolari dava da ima grob. Utre koji će počinati tamo da bivat pogrebani. Zašto? Prvi ki go vidjeti Isusa, taka ti je vjerula, lak je Isus povtorba. Znači, gledajte, sve koja peda na zemlji oko Jerusalime dragoceno i skapa. Ajde malce da kažem nešto za ova svjetilište. Naprimjer, sudirot okolo ta lokacija ima sila da go podijeli svetom, duri da se započne Treta svjetska vojna. Vi gledajte ove denovi, Sjedinjene amerikanske državi su odluka na predsjedatelju na ta država, se donese odluka da ambasadat u Tel Aviv se preseli u Jerusalim. To ne je takav slučajno. A Jerusalim je podelen pomegi muslimanite i jevrejite. Naprimjer, to sveto mesto, tukaj se tije dve džami, što сега ki ги spomnam, se verува дека od na hramovite Muhamed zaminal na nebo. I za muslimanite to je sveto mesto. Krvke padne, to ti je nego dalo. A jevrejite saka da si go povratat povtorno nazad. Muhamed otišao u raj i ako go posetite, to je rit na hramovite, ke zabeležite dve prekrasni muslimanski svjetilišta. Omar džamijeta ili poznata kako Upolata na Karpa i džamijeta Al-Aqsa. To za muslimanite je sveto mesto. No što da kažeme za jevrejite? Isto tako to je sveto mesto. Evo što pišu za njih. Za jevrejite to je najsveto mesto na svetu. To je mesto na двата нивни najsvetiji hramovi. To je onaj Solomonov hram, za koji danes jevrejite pata i žava. I sekako to je hram go razurnale Vaviloncite, a od druga strana se navođa i Rodoriot hram, koji Rimljanite isto tako go srušile i go zapalile do tema. Ovo mesto je središte na duhovnost na jevrejite. I zato daneska jevrejite go pozdravija aktot ili odlukat ili dekreto što go izdade Trump, predsjedatelj na Sjedinjene amerikanske države, da se ambasadata prenese u Jerusalim. To je gromoglasno go pozdravlja to akt. A od druga strana što napravi muslimanite? To go dočeka na nož. I mnogo imaše demonstraciji u svijetu. I daneska, na primjer, jevrejite misle дека повторно treba da go sozida toj hram. Повторно да пренесува жртви, повторно да ги има сите тие елементи. Много мина од христијанскиот свет ги поддржуваат евреите да повторно се повратат собственост. И еве што се случило пред неколку години, еден австралијски религијски ревнител по име Майкл Роан дошол на ридот на храмовите и подметнал пожар, оган под џамијата Ал-Акса. И откако прочитал една статија во религијските вестници, се обидел да им помогне на евреите повторно да изградат храм, тамо кај што се тие две муслимански џами. Обидот пропаднал и само предизвикал уште поголемо непријателство. Последните години, може ова не сте го знаеле, но евреите нагло на голема врата се подготвуваат да си ги повратат тие свети места и да направат повторно светилиште по истите димензии кои подоста ќе ги видиме овде на овие фотографии. Евреите, например, се зафатиле со планирање. Организирале, формирале институт на храмот наречен, сместен во еврејскиот дел на стариот град. Веќе имат изработено 60 свети храмовни предмети. Значи, подошто ќе ги видиме тие предмети кои се наоѓале во светињата, во светилиштето, во предворието, и тие ги прават по оригиналните димензии со истите тие својства, односно дали се од бакар, од злато, од сребро и така натаму. Значи, евреите се подготвуваат во тајно, што би рекол. Понатаму, тука е менората. Знаете, таа менора, седмокрак и свекња, подоста ќе го видим и него. Скапоцени камења, што ги носеле правосвещениците на градите, посебни облеки за нив, што ги носеле левитите, свещениците. Има изготвено и планови за самиот нов храм. Нема компромис кај нив. Значи, они се подготвуваат повторно да се вратат на тие елементи како што било во времето на Моисеј.
Dve talmudski školi postoje, institut znači na hramu, jednostavno povtorno se podgotvuva to da go naprava. Postoji institut, znači, kaj tije dve talmudski školi smestili v bliziната на Западниот зид, сега получават стотици ученици на символите и службите на Старото светилище. Значи, млади деца ги обучават да ги знаат на памет тие свети списи и да знаат како да служат кога ќе дојде храмот повторно да се социра. Значи, постојат планови повторно да се воведе жртвување на животни, кој ќе биде секако изведен новиот храм. Тамо некаде во Јужен Израел прочитав дека се одгледува црвени јунци. Црвени јунци, како што било во Стариот Завет, кои биле пренесувани и кој ќе дојде потреба, веќе да имат и животни да ги жртвуваат на жртва. Почитувани, дали и денес ни е потребна жртва? Дали денеска се потребни жртви и свештеници? Дали Библијата учи дека повторно ќе се созида тој храм и повторно ќе носиме жртви и повторно таму ќе се исповедуваме над главите на животните, повторно свештеникот ќе последува и така натаму. Ние малце подолу ќе добиеме одговор на ова и на многу други прашања. Според Библијата, таа вели дека нема потреба да се направи повторно храм. Зошто тоа е било слика и се алудирало на Исуса Христа, кој веќе се жртвувал, кој веќе на небото. Денеска на небото постои тоа светилиште и на земјава нема потреба. Треба ли храмот повторно да биде изграден? Каква била целта на стариот храм? Што представувале сите тие символи? Дали денес ни се потребни животински жртви и свештеници? Ајде одиме чекор по чекор и првото прашање да го поставиме. Во што се состојала основната цел на еврејското светилиште? Значи, пред нас е прашање во што се состојала таа цел или основа на еврејското светилиште? Зошто тоа било потребно? Еве го текстот. Нека ми направат светилиште, зашто меѓу нив ќе предстојува. Кога Бог го создал Адам, кога Бог ја создал Ева, тој секоја вечер имал средба со нив. Бог е Бог на заедништво, на односи. Бог сака да имаме заедница, почитуваме, да се дружиме. Дури пишува таму во прва Мојсеева дека Бог не создал според што? Неговото обличе. Значи, ние носиме Божи лик. Таму вели Бог не создаде според своето обличие. Зошто тоа го направил? За да го подобро разбереме, за подобро да го сватиме. И затоа Бог сака да има заедница. Но кога сгрешиле нашите прародители, таа заедница се прекинала и човекот не можел повеќе да разговара со Бога, лице со лице. Сега на Бога му било потребно посредник. И тоа дружење сега било оттежнато. Наместо разговор лице со лице, поради гревот, се создала бариера помеѓу човештвото и чистиот Бог. И затоа сега Бог наоѓа нов начин на комуникација. Бог му вели на Мојсей, направи ми светилиште, место кај што ја ќе се откривам, место кај што вие ќе гледате символи и преку тие символи ќе комуницираме. Тука ќе биде свештеникот, првосвештеникот кој ќе биде таа спона, тој мост помеѓу небото и земјата. И затоа Бог рекол, направите ми светилиште. Божјата присутност трајно се чувствувала во светилиштето. На тој начин Бог ходел таму каде што одел неговиот народ. Тоа светилиште било подвижно, било направено од, како што овде гледаме на сликава, значи се монтирало и се размонтирало. И сите тие елементи, видите ова, што е ова? Тако, жртвеник. Тука сите тие елементи ќе ги видиме внатре. Тие биле размонтирани, спакувани и кога ќе одедат на друга територија, таму повторно тој шатор ќе го постават и повторно таа комуникација ќе биде со Господа. Интересно, кога Мојсей го градил светилиштето, познато како шатор, не му била потреба од најдобрите мајстори во тоа време. Не. Бог му дал план. Бог, кога Мојсей бил горе на планината Синај, кој ги примал 10 заповеди, Бог му ги дал тие нацрти, димензии. И Мојсей ги запишал. Мојсей бил еден најписмените луѓе во тоа време, зашто завршил египетска школа. И тој се враќа долу. Бог прецизно го испланирал едноставно тоа светилиште и ќе видиме кое значење го има светилиштето за нас, па и за нив тогаш.
Интересно, ова светилиште не било направено, како денеска што спомнавме за евреите и за муслиманите, нели таму на ридот на храмовите. Не, тоа бил шатор пренослив во пустињата. Бог не се врзувал за место, за територија. Кај што бил неговиот народ, шаторот бил там. Се поставувал и Бог комуницирал со нив. Значи, пустинското светилиште било направено од разновиден материјал. Еве овде гледаме некои елементи кои ги имало внатре. Например, имало багремово дрво, јарешка кожа, овчка кожа, обоена со црвена боја, кожа од јазовец, заедно со сребро и злато. Светилиштето, почитувани, се состоело од 3 дела. 3 дела. Едноставно, тие 3 дела биле многу важни. Првиот дел било тоа предворје, кој било оградено, и тука влегувале луѓето, тука бил жртвеникот, тука се колеле жртвите. Потоа тој дел што бил заграден светилиште и светиње на светињите. Значи, 3 дела подоцна ќе ги видиме подробно на овие фотографии. Значи, почитувани, сето тоа Господ го направил со план, педантно, чисто. Имало тука левити, луѓе кои биле одредени за служба во храмот, зашто тука се носело многу животни, се валкало, но Бог бил Бог на ред, на чистота. Пред да влезе свештеникот во првото, во второто деление, тој морал да ги мие раците. Значи, прецизно Бог дал правила на однесување. И што му покажал Бог на својот народ преку светилиштето и неговите служби? Твојот пат е свет, Боже. Кој Бог е толку голем како нашиот Бог? Значи, почитувани, преку овие елементи што ги гледаме внатре, светилиштето треба да биде место кај што Бог ќе се открива, кај што Бог ќе комуницира со својот народ и ќе праќа совети, упатства и пред се да го прославуваат својот Бог. Данијел и Откровението, тие се 2 книги, многу зборуваат за тоа. Данијел и Откровението многу зборуваат за тоа. Тие своите пророштва ги темелат токму врз овие настани. Еве светилиштето како било. Гледате. Значи, оградено, тука е тоа предворје, во смисол, тука е тој олтар, кадиони, каде што се пренесувале жртвите, потоа влегол свештеникот внатре, подоцна ќе кажеме дека дел од крвта се попрскувала завесата, внатре имало 2 оделенија. Тие 2 оделенија биле преградени со завеса. Таа завеса се прскала од крвта на грешникот, односно на животното кој било донесено, и еден дел од животното, од месото, јадел свештеникот. Интересно, тој има своја порака, зошто јадел свештеникот дел од месото. Не само да се издржават левитите, кои немале други пари добиени од народот, немале тие дел да обработуваат земјиште и нешто слично, тие се хранеле од даровите што ги носеле луѓето овде во храмот. Значи, подоцна тоа ќе биде изградено како згради така натаму, меѓутоа делот жртвата што била пренесувана останувала за левитите и за свештениците кои служиле во самиот храм. Светилиштето и неговите служби само во Откровение се спомнуваат на 90 пати. Гледате колку е тоа важно. Јован 90 пати во својата последна книга на Откровението ги спомнува тие елементи и затоа е тоа многу важно и за нас денеска. Што било централно учење на светилиштето? И без пролевање нема крв. Без пролевање крв нема проштевање. Значи, сите активности што ги имале внатре, крајната цел било да добијат прошка луѓето кои носеле жртви. Оние кои погрешиле во својот живот. Како да се искајат или окајат, да се покајат пред Бога, Бог нашол решение. Секој грешник ќе донесе јагне и ќе го донесе пред свештеникот. Ќе ги стави своите раце и ќе каже: Боже, јас сум погрешил. Свештеникот ќе го заколе јагнето во негово присуство. И крвта еден дел ќе ја земе во сан и ќе однесе внатре и ќе го испрска таа завеса, значи кој ги одвојува тие 2 оделенија. Замислите дневно колку тоа жртви се пренесуваат. Но еднаш во годината таа завеса се чистела. Еднаш во годината првосвештеникот влегол во второто оделение
I neki vidimo malce podelu što se nalagilo u prvoto odelenje, a što se nalagilo u vtoroto. I zašto je to za nas mnogo važno. Krvta je simbol na život počitovanju. I zato ovdje Bog rekao, jagnje da se prenesula. To je jagnje koji vide simbol za Isusa Hrista. Nije rekao pe vo nedela tako zborovme za Božje. Zašto se Isus rodilo do štala? Pa Isus, što je sporedili? Su jagnje takav? Pa kada se ragjati jagnjenjata? Kada se ragjati jagnjenjata? U hotel ili u štalu? U štalu. Vidite kakva simbolika gledame u to. Krvta predstavlja život. Isus koja prolje svojata krv, za da te otkupi tebe i meni. Kako ova jagnje, koje će se žrtva, će biti žrtvovano za mene, za tebe, za sveko Izraelec, za da dobije proška, vidjeki, tukaj se dobivala uslovna proška ili oprostuvanje. Na krat od godinata, повторно свещеникот или првосвещеникот ќе ги исповеда сите годишни гревови или жртви кои биле пренесувани на две јариња, за тоа малце поделу ќе каже. И тогаш на крајот од годината целосно Бог им ги простовал гревовите на сите кои погрешиле. Значи единствено крвта на оној кој никогаш не сгрешил против Бога и неговиот закон ќе обезбеди простување за грешниците. Исус бил почитуван и тоа јагне Боже, кој го дал својот живот за да ги преземе гревовите на светот, односно твоите и моите. Преку светилиштето, значи преку таа слика, Бог ја покажал големата, високата цена на гревот. Гревот е страшен. Гледате колко е страшен. Стотици, илјадници жртви пагеле дневно во времето на Стариот Завет, во времето на Мојсија. Преку светилиштето Бог ќе покаже високата цена на гревот. Преку крвта на животните Бог укажал на ветениот Спасител и заменик Исус Христос. Значи, преку тие системи, преку тие символи кои биле дадени во храмот, во светилиштето, ќе се укаже на тежината на гревот. И денеска на Бога му мрзат гревот, почитувани. Еве, од каде Мојсија добил план, што му овозможил да го изгради светилиштето, од каде? Од Бога. Секако што ти покажам, секако што ќе ти покажам образецот на скинијата и образецот на сите предмети во неа, така да направите. Гледате, прецизно Бог му дал димензии, ширина, еве ја таа димензија. После ќе ги видиме и бројките. Значи, ова е целокупното оно што требало Мојсија да го направи. Шатор било оградено. Не смел секој да влезе внатре. Значи, овде имало врата, кај што влегувале, тука се тие врати, значи кај што ќе влезе оној грешникот. Не може секој да влезе. Имало ред. Бог е Бог на ред. Интересно, од 2 милиона евреи кои биле патници, кои патувале од Египет кон метената земја, 40 години немало ни една болест. Никој не почувствувал кариес на завод или крвен притисок висок или шекер или нешто слично. Немало болести. Зошто? Затоа што Бог им дал планови. Бог ги водел и кога биле послушни, било се во ред. А додека египчаните, асирците, околните народи измислувале секакви глупости на лекови за лече на своите болести. Но Бог им дал правила, здравствени правила на однесување и кога ги почитувале евреите, биле се во ред. И затоа и ова светилиште било педантно направено според, како овде што вели, според образецот, според планот, според оние норми што Господ ги дал на Мојсија и на неговите соработници. Еве, додеме понатаму. Еве малце зголемена слика. Гледате колко е долго. 45 метри. Колко е едно фудбалско игралиште долго? 100. Може 120 на професионалните. Замислите како половина фудбалско игралиште. Долго. Се мисли со предворјето. Со се она што требало внатре да има. Жртви, односно олтар за жртвите. Овде е умивалникот. Пред да влезе внатре свештеникот, морал да се мие, да биде чист. Пред Бога ние треба чисти да излегуваме, браќи и сестри, драги пријатели. Двориштето, ето. Значи, овде се пренесувале тие колку пепел, колку имало тука отпадоци и морале сите тие да работат и тоа да се отстранува. Понатаму, еве внатре, првото деление. Гледате, маса со лебови. 12 лебови секојдневно се
носили и се заменували. Ке кажеме подосно што тоа значи лебовите. Овде свекинак, седмокрак, значи минора. Светлоста има своја порака. Понатаму, овде го имаме ковчегот. Ковчегот на заветот. Тука биле 10 Божи заповеди и имаме внатре херовим кој е накрит над ковчегот. Внатре имало и мана, она храна што паѓала од небото, и палката на Арон која процветала. Значи, замислете, ова е слика која Бог му ја дал на Мојсија. Нешто слично има и на небото, почитувани. Само таму нема жртви, нема јагње, нема каде олтари. Но сепак таа слика Бог му ја пренел од небото на Мојсија и тие димензии му ги дал за да ја направи ова гледка или слика за самите евреи. Понатаму одиме, еве во тоа второто деление, значи овде, ова слика ја гледаме сега, кад овој олтарот, ковчегот, пардон, тука се херовимите, овде се покажува Господ Исус Христос, наречена Шекина, слава, еднаш во годината. Тоа значило дека Бог ги принел тие секојдневни жртви кои ги пренесувале луѓето, евреите. И свештениците ги застапувале пред Бога, но еднаш во годината. Таа Шекина на еврејски, Шекина значи слава Господова. Тука се откривала. Првосвештеникот влегол натре и тој бил тај посредник помеѓу Бога и човекот. Тука биле сите народни гревови во текот на годината кои биле пренесувани, самите жртви. Бог еве ги натре 10 заповеди. Они оригиналните заповеди кои Бог ги напиша по втор пат. Знаеме дека првиот пат кога Мојсија се врати, што направи со нив? Нели удри во телето златно, Бог му рече дојди сега повторно и повторно Бог ги пишува. Овие заповеди во една прилика кога евреите се повлекувале, биле сокрини во некои карпи, до ден денес неаме податоци дека се пронајдени. Според еден писател кој ќе се пронајдат, ќе биде уште еден доказ дека четвртата заповед е Божи заповед. Овој денови додека таму делевме трактати и книги, дискусии за четвртата заповед. Не е вели, не е сабота, седми ден, недела е. И почна да ми брои. Вторник, среда, знаете, од понеделник почнава. Меѓутоа, почитувани, и ми зборува за календарите, зошто еден почнава од понеделник, друг почнава од недела да се брои како ден. Меѓутоа, сите тие предпоставки ќе отпаднат кога ќе се наскоро пронајдат оригиналните 10 заповеди, ќе се пронајдат. Тоа ќе биде големо сведоштво дека Бог рекол 6 дена работи, а седмиот е одмор за Господ. За Господ, а и за нас како луѓе. 6 дена работи, тоа е запишено токму во четвртата заповед. Ете, видовме отприлика што се наоѓало внатре. Како грешникот добивал простување на своите гревови? Тоа е едно многу важно прашање и за нас вечера, почитувани. Како ние денес може да добиеме прошка на нашите гревови? Дали да колеме јагне, дали да донесеме жито, пшеница во црква, зејтин или масло, како што многу носат, и мислат дека ете на тој начин Бог им прости. Ајде да видиме што правеле старите израелци, евреи. И нека ја стави раката на својата, и нека ја стави раката своја врз главата на жртвата за грех. Па нека ја заколе на она место, каде што се колат, жртвите се паленици. Сега да не се враќаме назад на слика во предворието. Сеќавате го видов тоа, кај што се колеле, тука јас грешникот ќе ги ставам рацете и ќе кажам Боже, сгрешив. Тука во присуство на свештеникот и тој ќе го заколе јагнето. Замислете каква е таа гледка, некој да страда за тебе, за мене. Тоа било слика, символика на некој, подоцна кој ќе страда, а тоа го кажавме дека бил Исус Христос. Грешникот морал да го заколи јагнето со свештеникот заедно во негово присуство. Свештеникот му помагал, зашто секој не може да коли јагне, но тој тука му помага на грешникот, ја зема крвта свештеникот на јагнето и ја носи во светилиштето. Така гревот бил пренесуван од грешникот на јагнето на свештеникот и во светињата.
Grešnik od togaž može da se zamine osloboden od kaznata na grehot. Интересно, може да ги замислиме тие почитувани гледки. Грешникот го зема јагнето. Крвта од јагнето еден дел ќе се попрска завесата, перето кој ги одвојува двете оделенија, светилиштето и она другото оделение кај што стоел ковчегот со 10 Божи заповеди. По чиј пример било направено еврејското светилиште? Значи, според вистинската скинија, според вистинската слика, што постои на небото, што ја постави Господ, а не човек. Значи, ова што го правеле евреите, не било измислено од Мојсей, или од Арон, или од некој друг свештеник, туку Господ му го покажал, онака како што во видение го видел самиот Мојсей. Земското светилиште било копија на небесното почитување. Оно што го направил Мојсей било само сенка, бледа сенка од оно што постои горе на небото. Писателот на посланието до евреите и ветил на евреите дека на небото постои правосвещеник вистински, се мисли на Исуса Христа, кој ја изведува службата на спасение во самото светилиште. И затоа денеска нема потреба да се прави светилиште во храм во Палестина, односно во Ерусалим. Нема потреба. Евреите може да го направат, пред Бога нема никакво значење. Денеска Ерусалим не е свет град, почитувани. Тоа е обичен град, како што е Кавадарци, Белград или Софија. Нема никаква светост. Меѓутоа, ете, луѓето сака тамо да отидат и да видат. Нема потреба да се гради нов храм во Ерусалим. Вистинското светилиште веќе е изградено. Тоа се наоѓа на небото. Сите временски пророштва го опишуваат светилиштето на небото, а не на земја. Затоа, не треба ние да се замараме политички што се случува во светот. Луѓето можат се и се што да направат, но ние треба тоа да го гледаме преку призма на библиската историја. Што направил Исус во двориштето на оваа земја? Еве го јагнето Божие кој ги зеде гребовите на светот врз себе. Гледате, каде се колело јагнето? Во сликава што ја гледавме пред малку. Во преддворето, така? Во тој двор, тука бил тој олтар каде што се принесувале жртвите. Исус каде умрел? Надвор до Ерусалим. Гледате, надвор до Ерусалим. Значи Исус умрел надвор од Ерусалим. Во овој свет Исус умрел и ги зел гревовите врз себе. Исус е таа совршена жртва. Јагнето е само символика. И денеска нема потреба да носиме ние јагиња. Нема потреба да правиме курбани, како некои што прават. Денеска, едноставно, ние треба да му се помолиме на Исуса Христа. Исус се принел себе си. Христовата смрт била совршена. И затоа евреите требале да земат јагне од својот тор, здраво, без фалинки. Не некој кој е криве, кој има проблем со ногата, не без уши или без некои други екстремитети кои му фалат на јагнето. Јагнето треба да било здраво, од најубаво од својот тор, како што Исус немал никаков грев врз себе. На кој начин мебелот во светилиштето го представува Исуса? Интересно, секој дел од тој мебел или од овие елементи символично укажува на Исуса Христа. Еве, ќе прочитаме. Умивалник, жртвен олтар, ковчег на заветот, седмокраки свечник, маса со лебови, каделни олтар. Еве што представува едно по едно да одиме. Олтар за жртвите паленици го представува Исуса на Голгота. Значи, олтарот, кај што се палеле тие жртви, символично го представува Исуса Христа. Може да читате во Јован 1 глава 29 стих. Овие мијалници, или тој мијалник, каде што свештениците ги миеле рацете, представува Исуса како жива вода. Исус е таа жива вода која паѓа од небото. Јован 4:10. Гледате. Зато Исус вели на самарјанката: јас ако ти дадам вода, нема никогаш да ожеднеш. А од тоа вода, од бунарот, повторно ќе дојдеш утре да полниш вода.
Гледате каква символика. Мијалникот Исус како жива вода. Свекњакот Исус како видело на светот. Исус вели во Јован 1.9: јас сум тоа видело. Ова светело како символ на Божјата присутност во еврејскиот народ, во ова светилиште. Понатаму, одиме на лебовите. Поставени лебови, Исус како леб на животот. Исус вели, јас сум тој леб кој слегнува од небото. Исус е лебот. Присуството на 12 лебови представува 12 племиња Израелови. И Бог се грижа за сите тие племиња 40 години од излегувањето до влегувањето во ветената земја. Гледате каква символика. Сите тие елементи или мебел кој бил во тоа светилиште укажува почитување на Исуса Христа. Гледате дека Исус е централна личност, тоа сме го кажали неколку пати, ќе го повториме. Исус е централна личност и во Стариот Завет и во Новиот. Се се врти околу Исуса. Исус е главната улога. Каделни олтар, Христовата праведност помешана со нашите молитви. И затоа тој темјан кој го каделе свештениците во тоа време, или Богу помириса, всушност тоа кажува на молитвите кои се креват кон Бога. И тој ги слуша сите наши вапаи, сите наши молитви и денеска. Ковчегот на заветот ја представува Христовата милост за они кои го кршат неговиот закон. Гледате, тука се прскала крвта на таа завеса, на тоа перде, а пердето или завесата, гледаме овде што представува милоста Божја. Значи Исус ги превзема нашите гревови и тој покажува милост кон секој кој ќе се покае. Многу луѓе нема да умрат затоа што се грешни, туку затоа што не се покаяле, затоа што не ја искористиле милоста Божја која им се нуди, зашто биле тврди и мислеле дека не им е потребен спасител. Еден господин денеска ме сретна и вели, ова да не е еврејско, вие што го давате. Јас не сакам да си ја менам верата. Ќе останам тако, па макар да умрам тако. Ете си е. Дали на таквиот Бог може да му помогне? Тој е затворил вратата со вакви синџири, железни. И Бог не може да делува на неговата совест, затоа што го вознемирува кога ќе прими нешто спротивно на оно што тој традиционално го учел цел живот. За таквите се вели и Бог не може да им помогне. Зошто? Затоа што Бог не сака да ја гиба мојата, твојата или неговата слободна волја. Гледате, почитувани, низ овие символи го гледаме Исус Христос. Е сега, кој е денес твој првосвещеник или твој свещеник? Иако се наслушав многу приказни таму во центарот за свештениците. Какви се, што се? Па викам, вие треба да направите радикална промена. Што ми зборуваш бели за какви се тие луѓе, а одете таму да причествуват? Не, ја не се причествува. Па во ред, може вие не, како поединец. Меѓутоа, од една страна зборувате негативно, а од друга вели, па нема каде да одиме, мора таму. Секој има слободна волја, почитувани, да самиот одлучи. Да видиме сега кој е тој првосвещеник. Еве го текстот. Имајќи го големиот првосвещеник кој премина преку небесата, Исус, Синот Божи, ние треба да се држиме за исповедување на верата. Кој треба да биде твој и мој денеска свещеник или првосвещеник? Кој треба да мене застапува денес пред Бога? Почитувани на небото, рековме, постои вистинско светилиште. Таму е наш застапник, наш првосвещеник, Исус Христос. И кога ние се молиме, треба нему да ги исповедаме нашите гревови. Треба нему да ги кажеме нашите слабости, зашто тој иако ги знае, но сепак тој сака да ги слушне нашите зборови. И денес за спасение ни е потребен свещеник, но не човечки свещеник, како што има на земјава, но туку Исус Христос. Голем број луѓе денес се молат на Бога преку земските свештеници и светци. Нема светец кој може да не препорача пред Бога, зашто тие се покојни, мртви, на нив им треба некој застапник. Не треба да се молиме на свештеници, да не спомнам сега некој светец, не сакам да спомнам, но вие ги знаете. Нема светец денеска. Единствен светец на кој треба да се молиме, Исус Христос. Тој е наш правосвещеник. И затоа нашите молитви треба да ги завршуваме во името на Исус Христос, зашто тој нас не застапува, тој нас не представува, тој за нас се моли пред својот Отец.
и бара прошка за твоите и за моите гревови. Зашто неговата крв е достојна единствено за прошка на нашите гревови. И затоа одем понатаму уште еден чекор. Што прави Исус како наш голем првосвещеник во небесното светилиште? Која улога денес има Исус, почитувани? Павле што вели? Затоа тој може за вечно да ги спаси они што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив за да се моли за нив. Гледате, прекрасна порака. Затоа тој може, Исус е тој, да не спаси или да ги спаси они што преку него доаѓаат. Гледате, само преку него, само преку Исус има спасение, не преку светци, преку ова или она. Тие се покојни, какви биле, добри биле, секој ќе си одговара пред Бога кога ќе дојде ден. Бидејќи преку негови доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив да се моли за нив. Исус денеска се моли за тебе и за мене. Кога ни е тешко, тој ги праќа ангелите наши да ни помогнат. Исус е тој, почитувани, кој го дал својот живот за сите нас. Кога Исус бил на оваа земја, тој станал жртва како тие јагниња што биле пренесувани во времето на Мојсеја. Основната улога на првосвещеникот е благословите на жртвата да ги претвори во стварност на нашиот живот. Исус е врската помеѓу човечката минливост и божествената бесмртност. Гледате, Исус е таа врска. Исус е таа врска помеѓу човекот. А ние сме сите минливи, сите сме поминливи, а Бог е бесмртен и вечен. Исус се вратил на небото. Самиот презел задачата, заедно со таткото, да ни обезбеди спасение. Значи, Исус е таа врска помеѓу нас и Бога. Што е тоа ден на помирување? И 10-тиот ден, од 7-тиот месец, денот на очистувањето, нека ви биде ден за свето собрание. Смирувајте ги душите ваши и принесувајте му жртва на Господа. Што е тоа? Зошто бил потребен таков ден? Само еднаш годишно првосвещеникот влегувал во светињата на светињите да ја очисти од гревовите. Значи, секој ден свещеникот влегувал во првото оделение. Тука биле лебовите, ги минувале левитите. Па свещеникот бил чистен таму, знаете, тоа се валкало, горело ностоп ден и ноќе. Тука била масата со лебови и другите свети елементи, или тој мебел. Меѓутоа, еднаш во годината, свещеникот, првосвещеникот имал право да влезе во второто оделение. Што имаше во второто оделение? Рековме ковчег со 10 Божји заповеди, така? 2 херувими и тука сад со мана и палката на Арон која процветала. И тука се откривала таа шекина, слава Господова. Еднаш во годината, гледате, ова перде, гледате ова завеса колко е од крв испрскана. Тука се прскало секој ден дел од крвта на принесените жртви. Тоа значило крвта преку јагнето, гревовите, преку јагнето, преку крвта се пренесувале внатре во оделението. И тука ќе се случи откупот, тука ќе се случи конечната прошка на сите гревови еднаш во годината. Тоа бил ден на судење. Божиот народ ја мача својата душа, за да биде сигурен дека ниеден грех не останал непризнаен или заборен. Додека првосвещеникот се приготвувал да влезе внатре, евреите доаѓале околу светилиштето, значи надвор тоа предворје од шаторите, од шаторот, искапени, очистени, облечени и чекале сега резултат. Што ќе се случи внатре во второто оделение? Дали Бог ќе ги прими гревовите нивни и дали Бог ќе ја покаже својата присутност преку таа слава, преку шекина? Кога тоа се случувало, и затоа да вели народот ја мача својата душа во исчекување што ќе се случи. Дури имало моменти првосвещеникот ќе го врзат со јаже, јажето крај ќе биде надвор и кога ќе се случи таа посредничка служба, кога Бог ќе се објави со славата шекина, свещеникот во знак дека се во ред ќе го повлече јажето, а луѓето надвор ќе виде дека и ќе им олесне. Ете, Бог ги прими нивните гревови, им ги прости. Гледате каква слика. Денеска, почитувани, не има потреба ние да се исповедаме на уво на човек. Па нека биде
kardinal ili nekoj titula što ima. David, psalmista, veli, svoj greh go kažav na tebe, Gospode. Nije možemo molitva direktno da barame prošlog Boga. A Isus, rekao mi, je naš posrednik. Doađeme se do ova slika do dvete jarinja. Što se pravilo na denot na pomirovanjem? So što simbolički se prikažuvalo ko nešto ustranuvanje na grevovite. Znači, koga sveštenikot ke izleze od to oddaljenje vtoro, to se vraća v predvorjeto i se nosile dve jarinja. Znači, mnogo važno prašanje, što nije rečeva ke dademo odgovor. Evo što se slučuvalo. Aaron neka frli žrebka za tije dva jarca. Jednata žrebka za Gospoda, a drugata za Azazel. Znači, dve jarinja se nosile i kako tekstu što veli, Aaron ke frli žrebka. Jedno ke bide posveteno na Gospoda, a drugo to za Azazel, simbol za gjavolot. Odnosno, ovdje ke vidimo сега na simbolika, zašto drugo to jagne, odnosno jare, ne se koljelo. Ono što bilo za Boga, ke se zakole. Drugo to, kaj što ke se ispoveda site greovi narodni v tekot na godiната, sveštenik ke go zeme ili levit i ke go odnese dlaboko во pustinjata i tamo da umre. Tamo da jednostavno grevovite od nivite logori bile odneseno što podaleku. To označuvalo. Konečno, Bog im gi prostova grevovite. Znači, toj den, denot na pomiruvanje, se birale dve jarinja. Jedno za Gospoda, a drugi za Azazel, za gjavolot, što bi se reklo. Jednostavno grevovito самото светилище, кои биле секојдневно пренесувани овде во самото предворје, биле символички пренесувани на јарецот за Азазел. Тој јарец се носел далеко во пустинјата, пише во 3 книга Мојсеева 16 глава. Тоа го представувало сотоната, кој на крајот од судењето, значи крајот кој ќе дојде на светот, сите греови ќе бидат врз главата на ѓаволот. И тој ќе ги сноси сите последици, секако и тие што биле со него. Зато пише во Малахија ке гори коренот и гранките. Коренот е символ за ѓаволот, а гранките за оние кои денес се определиле да му служат нему наместо на Бога. Значи, почитувани, во текот на милениумот, после 1000 години, кога Исус ќе дојде утре, пример, ги зима спасените ги носи горе на небото. Ќе помине 1000 години. Сатаната ќе биде сам на оваа земја. Тој ќе биде фрлен во пустината нова земја 1000 години. Тој конечно ќе биде уништен во огненото езеро, како што види Јован Откровение. Ова конечно дело покажува дека ѓаволот е одговорен за сите гревови, за сите болки, за сите страдања и маки. Еве, Господовиот јарец бил пренесен како жртва, а гревовите од светињата биле символички пренесени на јарецот за Азазел, кој покасно бил одведен во пустињата за да умре таму со смртна осаменик. Јарецот го представува сатаната, кој ќе биде фрлен во пустињата нова земја за 1000 години. Нема повеќе да ги има ниту сатаната, ниту гревот, ниту грешни. Гледате, преку таа слика на светилиштето доаѓаме до наше време, односно до времето кога Исус ќе дојде и кога ќе се случат 1000 години поминати горе со Бога, спасените ќе бидат таму, а на земјава Азазел, ѓаволот, ќе мисли што сторил 1000 години. На крајот од 1000 години, кога Исус ќе дојде по трет пат, тогаш конечно гревот ќе биде уништен, сатаната и сите кои се со него. Затоа мораше во се да стане како своји браќа, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога за да ги очисти гревовите на народот. Почитувани, Исус е наш брат. Тој дошол во човечко тело. Тој бил искушуван. Тој можел да погреши, но не погрешил. Исус разбира што значи да бидеш привлечен од гревот. Исус бил привлекуван. Сатаната му нудел цел свет. Вели, само поклони ми се, ќе ти го подарам целиот свет, сите царства. Само климни со главата, секи биде во ред, Исусе. Но Исус не попуштил. Наистина, Исус денеска е полн со милост и сочувство, ако ние ги признаеме нашите слабости и гревови. Зашто? Зашто ние немаме таков правосвещеник, што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се како и ние, освен грев. Исус знае кога ни е тешко.
Исус знае кога плачеме и кога се радуваме. Исус тоа го знае. И тој не разбира, зашто поминал и сето тоа, само не сторил грев. Исус ги разбира наши слабости и тој е пон со милост и сочувство кога му ги признаваме своите гревови. Почитувани, Исус се одбранил од гревот. Тој останал сосем совршен и затоа со право може да не застапува. Затоа што со право тој може да не застапува пред својот Отец. Зашто ако се покаяме за нашите гревови, тој ќе го замоли Отецот и ќе рече: Оче, татко, ова дете сгрешило. Нека сега се покая. Мојата крв нека ги опере гревови. И затоа, почитувани, вечерва преку ова размислување дојдовме до самиот крај, дека сите тие елементи кои се наоѓале во светилиштето имале своја цел, имале своја порака, сите укажувале на Исуса Христа. Еве три факти што треба да ги запамтиме. Може би ќе забравиме голем дел од ова предавање. Сосема нормално, ќе добиеме нови информации и така натаму. Но три работи да ги запамтиме. Светилиштето го прикажува планот на спасението. Значи, тука се дадени сите тие нацрти, сите тие насоки кои укажуваат на планот на спасението. Преку сите тие елементи, рекам, преку лебот, преку светлината, се она што се случувало, укажувало на Исуса Христа. Светилиштето прикажува како Бог го решава проблемот на гревот. Наистина, малце тмурно гледајќи ги тие слики, кога се принесували толку јагнени жртви, но морал Бог тоа да го направи, зашто израелците биле 400 години во робство. Замислете, само тие гледаат пред себе богови египетски. И тие, дури во една прилика, посакале да се вратат назад. И затоа Бог морал да им направи нешто не слично, туку во нешто да гледа. И знаете, кога Мојсей не се врати 40 денови горе на планината, што направи израелците? Што направи од Арона? Што му нарекла? Што му рекла на Арона? Ајде направи ни Бог кој ќе оди пред нас, зашто Мојсей го нема, може умрел горе. И вели ги извадија златните работи и Арон подклекна. Арон бил без карактер. Толку бил слаб. Не се потпрел на Бога, ги задоволил нивните потреби и излеале теле златно. И почна да кадат на телето. Гледате колку човекот брзо ги заборава Божите добрини. И се враќа повторно на паганските работи. И кога се вратил Мојсей, односно Бог му рекол: Мојсей, врати се долу, народот отиде. И кога се враќа Мојсей, уште не стигна долу, слуша музика, слуша како игра, гледа како се однесуваат неговите браќа и сестри. Мојсей тоа, почитувани, не можел да го издржи. Но сеќи ги заповеди, ги фрла во златното теле. И Бог реагира од небото, го спалил телето и сите тие кои играле поред телето. И затоа, почитувани, ово светилиште покажува дека Бог нашол нов модус, ново решение за решавање на гревот. Ајде сега ќе колете јагне, ќе принесувате жртви, да сватите, да се очистите од египетското робство, не само физички, туку и духовно, да сватите дека за вас ќе умре некој во иднина. Тоа ќе биде Исус Христос. Често евреите се сеќавале на 1 Мојсеева 3 глава 15 стих, што вели: ставам непријателство помеѓу тебе и жената. И го знаете текстот, вели: на главата ќе стапнеш, а таа што ќе направи змијата? Ќе го касне. Тоа е символика за Исуса Христа. Змијата е ѓаволот, кој ќе го касне Исуса на Голгота, ќе му зададе смртен удар. Но преку таа смрт Исус ќе извојува победа, ќе воскресне после третиот ден и ќе ни даде вечна сигурност, вечен живот преку Исуса Христа, преку неговата смрт и воскресение. Небесното светилиште е место на кое сега служи Исус за да ни донесе спасение. Затоа, почитувани, ако сме се молели на посредници, на светци, убаво е тоа да го ставим позади нас. Бог ќе ни прости, нема да ни замера ако сме го тоа правили. Единствено на кој може да се молиме Исус во молитва, во мисли. Упати молитва вечер и каже: Исусе, прости ми. Може би така сум бил научена. Помогни ми од денеска да имам директна комуникација со небото. Нема посредници.
direktno со Бога разговари во молитва. Небесно светилиште е место на кое сега служи нашиот застапник, нашиот пријател. Знаете, кога имаш пријател во нека установа, се чувстваш посигурен. Тропаш таму кај портирот и вели, тука ли е Петре? Да, тука е. И Петар те гледа доаѓа, или Јован. Во смисол, пријател ти е. Имаш сигурност. Нашиот пријател почитуван е горе на небото. Исус Христос. Тој наскоро ќе ни донесе спасение. Тој наскоро ќе дојде, но тој сака да бидеш подготвен уште вечера, уште денес. Да од вечера го отвориме нашето срце и да кажеме, Исусе, влези во мојот дом, влези во мојот живот, ти управај со мене. Лични прашања, зошто Бог во светилиштето и на службата во светилиштето внел толку поединости? Да, на народ му требало да гледа слики. Бог тоа го знал дека израелите евреите гледале разни слики во Египет. И Бог тоа во друг смисол сега им дава разни елементи. Преку сите тие делови од мебелот да укажуваат на Исуса како наш застапник и спасител. Зошто мислиш дека учењето за небесно светилиште е многу важно за сегашното време? Затоа што делови од тие елементи допираат до нас денеска. Исусовата крв е пролена за тебе и за мене. И сега Исус наскоро ќе ги соблече тие своји првосвештенички алишта почитувани. Ќе ги облече, знаете кој? Царските алишта. И тој полека ќе се упати кон планетава Земја. Но дали ќе те најде тебе и мене подготвен, зависи од нас. Дали ќе му го отвориме нашето срце, тој да биде со нас. Што ни говори светилиштето за Бога? Да, дека е Бог милостив, дека Бог простува гревови, само ако се покаеме. Директно да му ги кажеме на Бога, не преку човек, директно на Бога, а Бог ќе ни прости. И сега, личен одговор. Дали сакаш да го прифатиш целокупниот план на спасението и со текот на времето да научиш повеќе за Исус во светилиштето? Мојот одговор е да. Ние вечера само ја отворивме малку таа врата. Секако треба подлабоко проучување и учење. Но доволно е ова што вечера го кажавме, да го сватиме, да ја сватиме порака дека преку тоа светилиште Исус не изборува и нам денеска да се покаеме пред Бога, да го прифатиме Христа како наш спасител, а тој ќе ни помогне животот кој го живееме на оваа земја да ни биде многу полесен. Може нема да бидеме богати или славни, но тоа што го имаме, со тоа што го имаме ќе бидеме задоволни, зашто овде сме сите гости и наскоро кога ќе дојде Исус, ќе бидеме со него еден ден и во вечноста. Нека ни помогне тоа да го доживееме сите. Амин.